Почитувани дами и господа, добре дојдовте, ова е Министерство за комедија, јас сум Никола Тодоровски. Бурна недела, би рекол, последен рок за поднесување даночни пријави. Јас лично уште сум во дилема која е поентата на поднесување на даночниве пријави. Ево, не знам. Значи, кога сите уплати и исплати што ги поднесуваме, што ги добиваме, се поминати низ банкарски систем. Иако, например, не поднесиш, ќе ти пратат опомена од УЈП. Дечко, имаш непријавени средства, не се премногу мангуп. Добро, еве, ги пријавувам. Уживај. Знајме. Тоа е за малце така тензија да се створи. Уствари, основна цел на постоењето на УЈП е да видат дали си поштен, дали ти лепи драчето. И зошто се уште не функционира системот за електронско пријавување, се уште е мистерија. Но, мора да се кажи дека тетките во УЈП беа екстремно љубезни. Поздрав! И покрај сета гужва работеа и прекувремено низ цела Македонија. Еве, да видиме каква беше атмосферата во, каде ако не, Крива Паланка. Со оглед дека денеска 15 март истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава за персонален данок на доход за приходите остварени во изминатата 2016 година. Даночната канцеларија Крива Паланка, како и сите останати во земјава, ќе работи до 20 часот. Значи, не знам дали приметивте, ама пред УЈП во Крива Паланка немаше жива душа, а однатре излегоја двајца, што веројатно се смета за гужва во Крива Паланка. Зато во УЈП таму работат прекувремено, ве сваќа. Охрид, не сме ништо поарни со бројност на население. Макар што, деновиве, има доста народ на улица и се случуваат неочекувани работи, како, например, запросувања во времења на протести. Оп! Еве, јас го фатив Бидермаерот. Оле, господе. Преемотивно за мене, извинете. Абе, пијачката кај море, ало? Не му замервете, млади се уште, не знаат како работава. Ги понесе еуфорија. Ете, се покажа дека јас, почитувани дами и господа, сум во право. Минатата недела реков: се што и треба на нашава мила и сакана мајка на патена Македонија е сите колективно в кафана да влезиме и парите за избори таму да се трошат. Ова беше доказ. Абе, секунда малце причина дајни нас македонциве не да било протест, криза, што сакат нека е. Малку вака искра нека се појави и одма, опа, царува љубовта. Едно расположение, бабе, блокирај улици, давај ја пијачката. Аре, предлуѓено факти во моментот, не срами се. Ајде, еве, јавноста ве гледат. Ајде, покажи што знаеш. Не срами се, бацни го момето пред луѓево. Кој ти е крив? Ја побара, таја се согласи. Сега дај да видиме во вторава епизода што ќе се деси. Одиме понатаму. Зато треба внимателно со вакви работи. Заш народов е навикнат турски серии да гледат. Сега тие што те видеа, бате, кај што ја запросвиш, од што ги погоди вака, од што ги бендиса, секој ден, во 6 часот, ќе ти иде домати, бате. За да видиме во следната епизода што ќе се деси со децава, отко се зедоја. Ај со среќа да ви е во овие мачни времиња, барем љубовта нека победи. Ако протести, јас така викам, ако протести ги мотивират младите да се женат, да се мажат, па секој ден проблеми и протести бе нека имат во државава, зубо да е, нека се множи народот. А еве,
Како функционираат модерните семејства во светов? Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North South Korea's policy. Значи, за тие што бегале од часови по англиски, типов зборвеше дека скандали се случваат во секое време и му се деси ова. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? Бегај. Моја емисија е ова. Ти кој порасниш ке си имаш твоја. Али од се мислам дека најпожртвувана беше мама, која што просто влета во кадар. Значи, не знам дали приметивте, почитувани дами и господа, ама женава ко влезе, пантоливе и беа троп одслечени. Што кажвит, зошто мама не можеше да ги запри децава да влезат во кадар? Зошто вие сами замислете си? А еве како изгледаше истата фамилија ден потоа, откако станаа популарни. We didn't really expect any kind of attention like this at all. We certainly never had anything like this in our life. Не, малава дефинитивно е решена да му ја украдит емисијава на тато и да успеет. This is my wife, Chung Kim. This is my son. Жена му знај дека претходниот ден ко влета со клизачи беше пресекси во кадар и имат речено комшивката, те гледавме на интернет, ич да не се срамиш, значи прејака. Топова. И зато сега женава вака се понашат, со самодоверба. Децата се нашето најголемо богатство. Тоа го велат и старите. И еве како ние ги чуваме и едуцираме нашите деца. На интернет начекав еден исечок од македонски учебник во кој една од лекциите е ваква. Најчесто родителите од средните слоеви им велат на своите деца учи и заврши факултет за да не се мачиш како мене, или уште полоша варијанта, заврши факултет за ништо да не работиш, да уживаш во животот. Значи, ова е една од најбитните лекции кои треба да се одбегнат во животот. Лекцијата продолжува, а припадниците од повисоките слоеви ги тераат своите деца да завршат елитни училишта, иако немаат економски причини за тоа, тие можат да ги вработат своите деца без да завршат некое особено образование. Дипломите од факултетите им се потребни, пазете, за да можат своите деца да ги изолираат од контакти со деца од пониските слоеви кои можат да ги расипат. Значи, момент ми требит со пајче, со тепа, готово, се извезуваме. Значи, ова е нешто страшно, кој ќе ја учите оваја лекција. Од мене имате дозвола, почитувани деца, да кидните од часови. Избегајте слободно. Јас ќе ви дам оправдања, ќе пуштам допис од Министерство за комедија до сите училишта, шом се учите оваја лекција, децата да бидат ослободени од настава. Ќе биде ден на дрвото. Дрвото кое ја измислило оваја лекција. Наскоро, најнова атракција во Скопје, ролер коустер или вовче со слободен пат. Конечно, надлежните осетија во шоу ствари сме најаки во државава. Слободен пат. Све имат фатено воз за надолу, па некој се сетил од тој забава да направи. Тако веќе паѓаме, така со возов, дај баре некој карти нека наплатит, да не е џабе паѓањево. Во Струмица акција, жените буџетираат, им поставиле
табла на која жените можат да се изразат и да кажат како би го потрошиле буџетот на општината. Еве, се гледа убаво, ќе потрошам 7.595.000 денари за жените, за работа, за струмица, напред, ура, за подобрување на улици, шалтер, центар за шумесно, така се летвете чучува Збаович. Ова е мултитаскинг. Изгледа дур пишела господјава, паралелно се шминкала, перела, пеглала, ручек праела и брзала за на работа. Жените се познати по тој мултитаскинг како една нестави ставка, римел и штикли. Така, логично. И изгледа жените во Струмица се надработите и зато не носат штикли таму. Во Штип пак се гради парк кој би го представувал најпознатиот настан таму, Макфест, овако западнати борци во борба за прва награда на Макфест. На местото на постоечкиот парк се гради бетонско метално здание кое би требало да е забавно место за штипјани. Абе, и Скопје 2014 требаше да е забавно место за скопјани воопшто, за сите граѓани на Република Македонија и отко се направи. Значи немаме запрено да се забавуваме. Од протест до протест, шарени, марени, протести, контра, само забава, да пукат. Абе, дај некој нека му речи на диџејов да сгасни тром музика. Значи, веќе не можам да ја издржам забавава. А додека ние овде се забавуваме по улици и плоштади, пратениците седат дома, а редовно земаат плата. Еве на сликава се гледат дека таму некаде во далечината на собранието на Република Македонија само чистачката е во собрание. Иако само еден ден беа на работа, значи пратениците на новиот парламентарен состав редовно си земет плата. Нормално, лабаво бе? Зошто? Ео, председателов на службен пат Азербејџан. Нешто му имат испаднато. Нов председател на собрание немаме. Влада немат и фирмава не работи. Газдава го немат. Ама не се тие криви народов што немој да се договорит кој да име газда. Ако просечна плата на еден пратеник без дополнителни трошоци е 1335 евра месечно, то значи дека во последните 2 месеци пратениците вкупно зеле 320.000 евра. Господе Боже! Значи, кај го има тоа? За само еден ден работа. Драг мој народе, како ми сте? Сите пресреќни. Леле, драги мои протестанти и контрапротестанти. Ние дур какаме месни нарезак по улици, некој таму милува да јаде кавијар. Ево, зато и хан идат во вторник повторно. Толку пати дојде човекот, ми се чини ако дај предлог за името, државава ќе ја наречит Јоханичин хан. Изгледа му фали трокамче, имат разбрано дека ние можит немаме економија, можит немаме развој, ама кој што знаеме дневница да ти дајме за безпотреба, тука мислам дека и од Грциве сме појаки. Почитувани дами и господа, гледајте Министерство за комедија за нештата да станат посмешни. Не заборавајте да удрите по еден лайк на Facebook и Twitter нормално, така, follow. Ние за тоа работиме, за лайкови. Гледајте премиерно издание секоја сабота во 17:30 на ТВМ и недела на YouTube. И не смејте се многу, заш можете наеднаш поубода ние и после не знаеме како да се понашаме.